Качување по карпи, адреналински скијачки тури, планинарење, велосипедски тури низ раскошните планински предели во земјава се само дел од понудите што го креваат адреналинот на странските туристи што одлучиле да одморат во земјава. Илјадници туристи со години се воодушевени од нашиот рај, преферираат патување со доживување, а ние премалку правиме за да се сместиме на нивната вообичаена мапа за одмор. Активниот туризам, кој е во огромен подем не само кај нас, туку и во светот, турите што ги привлекуваат странците во земјава, институционално се повеќе игнорирани отколку промовирани. Целата работа е оставена на туристички водичи со специфични способности, кои наголемо ги пробиваат ваквите понуди на светските туристички мапи. Англичани, германци, скандинавци, швајцарци, американци, израелци се најчестите туристи загреани активно да одмораат кај нас. Најмногу им се допаѓа храната, посебно нашиот домати компир. Историскиот микс од знаменитости, природата, ги привлекуваат националните паркови и Охрид, а негативно реагираат најмногу на ѓубрето, кое го среќаваат на секој чекор во природата. Работам фриланс, значи на договор за повеќе агенции во нашата држава, на кои што моите специфични, да речеме, знаења и способности како планинар, алпинист, турно скијач, фрирайд скијач и археолог по образование ги се наоѓаат во примена. Спомнав дека овој тип на туризам е во огромен пораст како во светот, така и во нашата држава. Тенденцијата е туристите самите да бидат активни партиципатори во својот одмор, а не пасивни. Така да најчесто во последните години луѓето кои што ни доаѓаат се луѓе кои што се пасионирани, да речеме, планинари, велосипедисти, качувачи на карпи, скијачи и сакаат тој спорт кој што го практикуваат во својата земја, да го практикуваат и додека се на одмор во различни места во светот. Причините за огромниот пораст на овој тип на туризам во земјава, тој ги лоцира во ефтините летови кон земјава, со кои станавме достапна дестинација за странците, како и големиот број донаторски организации што придонеле за овој туризам и ние да разбереме дека е туризам, како и странците да разберат за Македонија дека е дестинација што е интересна и за активно одморање. Ако зборуваме за тоа како се организира една тура и кои се безбедносните аспекти, секако во наша држава постојат закони за туристичка дејност кои што ги ограничуваат компаниите кои што работат туризам. Тука во активната тура безбедноста на луѓето се гарантира меѓу другото и од водичот и во склоп со неговата работа. За да има лиценцата за која што работи, тој треба да има сплет на специфични знаења и вештини кои што го прават способен да го прави тоа што треба да го прави во град и во руралните средини. Главниот проблем тој го лоцира во непостоењето на безбедносна структура во земјава, која би овозможила безбедност во планина, спасувачки екипи што би биле способни да реагираат брзо и да отидат во непристапен терен да помогнат при спасување повреден човек во планина. Бојан Ранташа, лиценциран туристички водич што се занимава со активен туризам со тури на велосипед, додава дека требаат и служби за чистење на ѓубрето. Тоа што го нудиме ние, тоа се велосипедски тури, од еднодневни како, например, матка со велосипед, на водно со велосипед, до повеќе дневни од 2 недели низ цела Македонија, па и пошироко низ Балканот со велосипед да се стигне насекаде да се види целиот Балкан. Најголемиот проблем за кој што се соочуваме е проблемот со сметот насекаде каде и да одиме, во природа, во град и треба дефинитивно да работиме на нашиот менталитет, да го промениме за тоа и да работиме силно на рециклирање, собирање на отпад, решавање на тоа прашање. Овој вид адреналински туризам е најдоходовен за сите. Покрај скапата опрема што е потребна за ваков вид авантури, овој тип туристи се поимотни и се решени да остават цело богатство за еднонеделно уживање. Анализите покажале дека 75% од парите од овој вид туризам остануваат во земјава. Се потсетуваат повеќе рурални места, се нуди локална храна од нива до трпеза. Ке се обиде ли државата конечно не на хартија, туку во практика да го искористи природниот потенцијал на земјава, за да ја стави на светската мапа како дестинација за активен туризам?